Здраво на сите, работи. Ја ќе се обидам сега да нафрлам неколку тези за петиот столб, кој не само според мене, туку и според оние кои ги представува претходните 4 столба, е веројатно клучниот затоа што низ него се гледаат и другите 4 столба. Како што стои на поднасловот, практично не е возможно да имате продуктивни 4 столба претходно, ако петиов не е наместен како што треба, или со други зборови, куќава нема да држи ако овој централен столб, не само според мене, не е длабоко вкопан и вкопан на вистинската локација. Еве неколку тези на почетокот за тоа. Една од клучните заложби на опозицијата предводена од СДСМ е враќање на средната класа. Накусо, не постои дефиниција на средна класа никаде во светот во која не влагаат сите. Потенцијално сите мора да имаат шанса да влезат во средната класа, значи независно од која етничка и религиозна припадност сте, сосема независно дали сте членови или не членови на политичка партија. Може би да сте и аполитични, мора да имате шанса да бидете, ако сакате, ако се трудите, да имате шанса да влезете во средната класа. Квалитетно образование, здравство и судство, кој неколку битни столба во секој општество, мора да имаат и застапеност по горните легитимациони основи, значи и религиски и верски, никој не смее да биде исклучен заради тоа, но мора да има и квалитет. Квалитетот мора да им биде овозможен на сите да го стигнат, не само на одбраните од власта, например припадниците на партијата на власт. Една од клучните одредби е одговорна држава, што ние се имаме неодговорна држава. Одговорна држава, ако имаме, добиваат сите. Сосема небитно дали се членови на партиите на власт или не се, или се можеби гласачи на опозицијата. Авторитарна држава, каква што имаме сега, значи као контрапункт на одговорна држава, ги гуши правата на сите сосема независно од партиската и етничката припадност, освен на членовите на владеачката партија. Значи, ако направиме одговорна наместо авторитарна држава, добиваме сите. Сега добиваат само оние кои ги имаат вистинските членски книшки. Ако се задолжување мора да има во една одговорна економија. Ако се задолжуваме за инфраструктурни проекти, добиваат сите. Ако се задолжуваме како сега за останување на власт или за градење на споменици, губат сите, освен оние што имаат вистинска книшка во джебот. Најразвиените демократии во светот. Пазите, има два компоненти, има демократија и развиена. Најчесто одат паралелно една со друга. Го користат целокупниот човечки потенцијал. Еви неколку примери на држави кои имале селективна политика во делот на користење на човечкиот потенцијал и биле или нестабилни, или биле економски слаби, или двете. Дури и Америка до 64 година, додека не ги носи законите за правата на афроамериканската популација, е многу понестабилна отколку што е денес. Јужноафриканската република до 94 до изборот на Мендела е прилично нестабилна. Не е денеска идеално стабилна, но е постабилна негово периодот пред тоа. Имате примери и денеска, за жал, на држави кои прават полова селекција или селекција по пол. Нема да заборавите една од клучните одредби на нашиот устав е дека не сме да има дискриминација и по пол. Саудиска Арабија не ја користи женската популација. Во Иран само 24% од работната сила се жени и гледате, со таква застапеност на таа популација, вие не можете да бидете компетитивни на глобално ниво. И се разбира дека по дефиниција ги загрозувате човековите права на цела една категорија од вашето население. Има држави денеска, ние сме многу слични до таа група, држави кои не го користат целокупниот човечки потенцијал затоа што користат само партиски кадри или само членови на партијата на власт. Порано до 90-та тоа беше практично целокупната Источна Европа, денеска е Северна Кореја. И денеска кај нас, иако не сме на тоа дереđа со Северна Кореја, кај нас се користат не само за највисоките ешалони на власта, него до најниското ниво во државната управа, па и во приватниот сектор, кадри кои се инсталирани од партијата, односно двете партии на власт. Каква е конкретната ситуација во Македонија? Ја реков, таа теза да ја повторам, ние сме далеку од тоа да го користиме целокупниот човечки потенцијал. Во работниот материјал стои дека Македонија оди по два колосека денески, затоа имаме две општества, не едно како што сакаме да имаме. Македонија не оди по два колосека. За жал Македонија оди по повеќе колосеци.
И сите тие се погрешни. Ги имате напишано. Македонија денеска оди по сосема две различни етнички линии. За жал. Граѓаните се контролирани по две етнички линии минимум. Граѓаните се контролирани и насочувани или менажирани, грубо да кажам, по две партиски линии. Граѓаните се контролирани од една фамилијарна линија и во последниве години имаме очигледно ситуација, теза која е примерна само за Франција од едно време, кога еден човек е еднаков на државата. Значи имаме неколку линии и нити една од овие не води кон демократија и кон развој. Да повторам, ја не знам, кажете ми ако вие знаете, случај на успешна држава во светот, која има ваков селективен начин на употреба на своите човечки потенцијали, а да при тоа е демократска и да е богата. Еве кои се факторите накусо, кажано традиционално за Македонија од 90 до денес. Традиционално со најголема тежина секој пат биле македонско-албанските односи. Денеска за прв пат со најголем потенцијал за дестабилизација се внатрешно македонските односи. Што за првиот случај, за првиот фактор, кога македонците се обидуваат да ја владеат државата на штета на албанците и другите, добиваме внатрешна конфликтност. Ако в точка 2, ако едни македонци се обидуваат да ја владеат државата не сметајки на другите македонци, уставно кажано, добивате конфликтност во која сме токму сега ние. И нема да го заборавиме, ако градиме едно општество, мораме да внимаваме и на луѓето, така наречените помали од помалите етнички заедници, кои се околу 10% по оној попис кој го имаме од 2002 година, и тие кои разговарате со нив, тие десидно ви кажуваат, можеби тоа не е јавно артикулирано на таков начин, тие не се задоволни од тоа што според нивна перцепција ние градиме бинационална држава, само за македонците и за албанците. Претенциозно речени неколку слајда кон излезот 1, 2 и 3. Првата. Имавме два концепта на изборите 2014 минатата. Зборам за двојните избори. На едната страна беше концептот државата пред се, а на втората страна беше граѓанинот пред се, или она што се направи на 17-ти како највидлив израз на таа граѓанска енергија, граѓаните за Македонија. Во првиот концепт, државата или за државата водат сметка само одбраните, и тие држави никогаш не се демократски. Наназад 100 до 150 години минимум не постои демократска држава во која се води повеќе сметка за државата отколку за луѓето. Значи ние мораме да тргнеме од обратниот пункт од кој овие тргаат сега со години. Ние мора да водиме сметка за човекот и преку сметка за човекот, независно од тоа дали е етнички, религиозно или партиски со некого поврзан или не, ние практично правиме или придонесуваме за стабилна држава. Втората теза. Во Македонија е нужно да постои коегзистенција меѓу етнички заедници, со, не случајно е потенцирано и болдирано, со истовремена коегзистенција меѓу граѓаните. Зашто првото? Затоа што е во рамковен договор, затоа што е во устав и затоа што имаме прилично големи, така наречени етнички заедници кои не се доминантни во математичка смисла. Ако нема коегзистенција меѓу заедниците, добиваме конфликт. Ако при тоа ги заборавиме граѓаните, пак имаме конфликт. Значи, ние мораме паралелно да градиме, на паралелни колосеци, коегзистенција меѓу заедниците, како што е пропишано со устав, со истовремена коегзистенција меѓу граѓаните. Денеска за просперитет ви се неопходни две легитимации. Етничка, македонец и албанец, и членска книжка на партиите на власт. Треба. Првата легитимација не може да ја спориме, бидејќи е нужна за стабилноста на сите нас. Меѓутоа треба плюс, а тоа денеска го нема, плюс професионални вештини, што знае тој човек освен што е македонец или албанец, минус партиска книжка. Точно се знае во државната управа до каде може да се оди со партиската афилијација. Ова во заградата е еден фрапантен податок. За да го видите, ќе го објаснам накусо, до каде е дојдена партизацијата на Македонија. 170.000 членови има, според собствено признание, сегашната партија на власт, ВМРО ДПМН. 149.000 има во 1981 година Сојузот на комунисти на Македонија, кога други партии не се дозволени. Само една партија. Значи гигантска партизација, невидена, сите сегменти се зафатени и луѓе овлагаат во таа политичка партија затоа што знаат дека не еден од, туку единствен начин да опстанат во животот, да имаат базична екзистенција, е да станат
да земаат членска партиска книжка на таа партија, не затоа што ја разбираат таа идеологија или ја сакаат таа идеологија или се спремни да се борат за таа идеологија, туку заради голо преживување. Што нам ни е неопходно? Нам ни се неопходни интегративни проекти наместо досегашниве етнички и религиозни проекти, као што е Анахрониот Скопје 2014. И замислете до кај оди таа етнизација на македонската политика. Другарија во владава се договорија пред неколку години, бидејќи според мислењето на ДУИ имаше премногу етнички споменици од македонска страна, иако е тоа прилично контроверзно, дали се баш од етнички македонска, и се договорија да има 25% етнички споменици и добија 3-4 споменики и сега се мирни, не го спорат проектот. Значи, наместо да го оспорат во својата основа, тој проект, тие додадоа своји така наречени етнички споменици и работава се заврши на нивно задоволство, но не и на наше. Имаме два плоштада со препознатливи етнички карактеристики, наместо да имаме еден на кој може да има обележи мои, твои, наши, сечи и македонски. Два плоштада, карши еден со друг. Преименување на училишта директно по етничка линија. Значи посебни општества кои не коегзистираат една со друга. Во Чаир имате 4 училишта кои имаат променето име и на крајот се договорија по чисто етнички клjuč 2 да го задржат тоа име, а 2 да ги имаат да останат со старите имења. Што е недозволено. Немате процедура, немате институција и не ги прашувате граѓаните кои праќаат своји деца таму или луѓето кои живеат на територија на таа општина. Конечно, ако некој помислил, ние не заговараме правење на нова нација. Не дај Боже претопување на сите, на секој од нас со своите етнички или културни специфики. Ние сакаме да ја потенцираме граѓанската димензија во Македонија, која е апсолутно маргинализирана, а е исклучително важна, фундаментално важна за обстанокот на мултиетнички општества, какви што сме ние. Значи, по мене, реторички, не треба да се бавиме со дилемата црква или џамија. Ние треба, ако воопшто треба да градиме верски објекти, треба да имаме и црква, и џамија, и синагога. Но пред се и над се, сите да бидеме прашани и заеднички да се договориме, преку етнички линии, преку религиозни линии, преку партиски линии, за тоа каде и колку универзитети ни требаат, енергетски капацитети или модерни автопати. Што е круцијално. Најважно е граѓанинот, прво граѓанинот, па после припадникот на етничка или религиозна заедница да биде прашан, затоа што и оние што загубиле на избори или поддржале партија која загубила на избори, се граѓани на оваа земја, а не се нејзини непријатели, како што за жал не третираат сите нас овие што Божем добија на претходните избори. Благодарам.